Добар ден, другари и другарки, драги пријатели, дами и господа, пошто нема секакви овде, шарени од кои што се плашат овие сивите, црните, темните, кои што уништуваат Република Македонија во последните 10 години. Секој ден пробуваат како да го намалат бројот на луѓе кои што протестираат. Како да не заплашат од ден во ден. Како да внесуваат страв. А заборавија дека овие луѓе нити се плашат, нити имаат од што да се плашат. Забораваат дека градовите од ден во ден се по-полни. Улиците се поисполнети со народ кој што бара правда. Заради тоа што без слобода и без правда нема живот. Заради тоа што нема демократија. Во овие 10 години не само што ни ја земаа слободата и демократијата. Во овие 10 години ни ја земаа иднината. И затоа Груевски и Ахмети мора да одговараат за геноцид. И тоа пред меѓународен суд. Заради тоа што 600.000 граѓани на Македонија ја напуштија Република Македонија. Нема ниту едно воено действие што може толку народ да исели од Република Македонија. Најголемата катастрофа се вика Груевски, Ахмети и нивните фамилии. Нема правда за сите во Македонија. Нема за честните граѓани, љутоа нема правда ниту за честните ВМРО-вци. Заради тоа што се е окупирано во Македонија. Окупирани се институциите, се окупира и собствената партија. И затоа сега е време сите заедно, на купче вака како што сме собрани, да се избориме и да се ослободиме од фамилијата. Да се ослободиме оние кои што заедно во овие 10 години крадат од овој напатен народ. И затоа секоја вечер протестираме за окупација на институциите. Протестираме за секој уништен човечки живот. Протестираме за правда за Марти Нешковски. Протестираме за правда за Тамара. Протестираме за правда за сите политички прогонувани во ова македонско општество во овие 10 години. Протестираме заради глупоста на Иванов. На оној кој што сите ние граѓаните на Македонија го плаќаме за да прави вакви глупости. Да не беше моментот кога му наредија да ги спасува Груевски, Јанакиевски, Јанкуловска. Не ке знаеме дали зборува човекот или не знае да зборува. Не ке знаеме дали размислува нешто или не размислува. На крајот разбравме дека донел одлуки како највисок државен интерес. Замислете, највисок државен интерес бил Никола Груевски. Највисок државен интерес бил Миле Јанакиевски. Највисок државен интерес била Гордана Јанкуловска. Ако ги мерат според криминалот кој што го прават, се согласувам. Ама мерка за државен интерес не е криминалот. Туку е патриотизм. Колку си ја сакаш собствената држава, колку допринесуваш за среќа на собствените граѓани, колку допринесуваш да ја градиш Република Македонија и да ја оставиш на идните генерации. Такви мерки кај Груевски и кај фамилијата нема. Кај нив има мерка само за колку милиони и колку милиарди ќе складираат на тајни сметки надвор од Република Македонија. И затоа протестираме. За да се врати се она што го украдува во овие 10 години. И затоа бараме веднаш
да се поништат сите аболиции и да се продолжи со изведување пред лицето на правдата на сите овие кои што ја крадат иднината на оваа држава. И да ги гледаме постојано како разговараат со судовите и со обвинителството. И денеска кога протестираме за да ги охрабриме и судиите и обвинителите да застанат во служба на сопствените граѓани, да застанат во служба на сопствената држава. Заради тоа што на никој во оваа држава не му должи освен на македонските граѓани. Оние кои што плаќаат даноци, администрацијата зема плати. Гледаме деновиве дека по секоја цена се обидуваат и ја користат македонската полиција како последен штит на оваа власт. Јас разбирам дека тоа може и мора да го прави Чавков, заради тоа што има интерес. Сериозен. Меѓутоа, јас сум убеден дека најголемиот дел од полицајците во Македонија нити сакаат тоа да го прават, ниту пак имаат зашто тоа да го прават. И ги охрабрувам да ни се придружат нам, на граѓаните, да се придружат на народот. Заради тоа што ако некој најмногу од граѓаните на Република Македонија е уценуван, верувајте, тоа се полицајците, кои што морат секогаш да стојат наместо на браникот на државата, на браникот на фамилијата. За се да стојат во заштита на остварувањето на правата на Груевски и на Ахмети. За се да ги злоупотребуваат се со цел преку нив да изнесуваат бизниси, преку нив да добиваат спортски надпревари, преку нив да добиваат избори и на крајот полицајците да бидат една од најсиромашните категории во Република Македонија. Затоа треба и тие да се придружат и да знаат дека ние протестираме и за македонската полиција, да се врати дигнитетот на македонските полицајци. Сега слушам дека поднеле кривична пријава против возачот на комбето на шарената револуција денеска заради уништување на културното наследство. Од кога возењето на поликолор представува културно наследство? Ако некој треба да одговара за уништување на економијата, за уништување на културното наследство, за уништување на спортот, за уништување на одбраната и на безбедноста на оваа држава, за уништување на животот на граѓаните, тоа е само Груевски и никој друг. И оние негови извршители кои што му помагаа да ни го уништуваат животот сите овие 10 години. Затоа и вечер од револуционарен прилеп, од градот со слободарскиот дух, од градот на борбеноста, сакам да упатам порака до Груевски. Колку сака кривични пријави нека пишува, готов е, неговата битка изгубена. Колку сака нека не притиска, се повеќе ќе не јакне во духот да истраеме во оваа битка, заради тоа што ова е битка за оваа држава и за иднината на оваа држава. Може секоја вечер по еден од нас да повикува на разговори и при тоа само да се чули колку не се плашиме и колку можеме да издржиме во натамошниот период. И тоа едно треба да знае и Груевски и целата негова булумента. Нема во Македонија чесен граѓанин и чесен политичар кој што ќе се нафати да се пазари со таков криминалец. И тоа треба да го знае. Пазарење нема и точка.
може се да се прави во оваа држава, за да таквите криминалци бидат изведени пред лицето на правдата. На Македонија и треба одговорна власт со честни и одговорни луѓе. На Македонија и треба власт која што ќе трне напред заедно со граѓаните на Република Македонија. И во тоа име упатуваме порака од Прилеп. Ке протестираме се до моментот додека не им го видиме грбот на овие што денеска ја раководат Република Македонија. И Груевски, и Иванов, и Јанкововска, и Јанахиевски, и Маријан Ристевски, и сите криминалци кои што ја користеа власта и тајно преку разговори кажуваа како ќе се рушат кафиќи низ Прилеп, како ќе зимаат фирми незаслужено, како ќе го зголемуваат собственото богатство. А во суштина никогаш смело и храбро не смеја да излезат пред тие луѓе. Нашата борба, борбата за слобода и за правда е многу посилна отколку нивната борба за зачувување на нивните милиони. И затоа треба да знаат дека ќе ја вратиме слободата и правдата, ќе им ја земеме Република Македонија назад и ќе ја вратиме на вистинскиот пат и ќе им ги земеме сите пари кои што ги украдува од овој народ. Затоа нема пазарење и затоа нема враќање назад. А се до тогаш треба да знаат, нема да има правда и нема да има мир. А наскоро ќе има и правда, ќе има и мир, ќе има и слобода и демократија. Да живее шарената револуција, да живее слободна Македонија.